ограничуваат, па што јас тука воопшто не ги гледам. Добре, ево што за ова ќе ве прашам. Тогаш Никола Груевски е со највисок рейтинг. Тоа е парадоксот, значи да како беше Грујо го врати, буквално тоа го направи. Ако не пак да се врати Груевски, нели така беше? Да, се врати, да. Значи еден од најкорумпираните политичари успеа покрај вакви лилипутанци и неспособњаковичи да избие на прво место, и тоа е пораз за целата влада и за целиот наратив на шарена револуција, кога оној против кој се боревме сега не е најпознат, тоест политичар со најголем рейтинг. Тоа е поразително за нив како власт која што успеа сите идеали на тој бран на протести да ги шитнат буквално, и тоа зашто? За ништо, буквално за ништо. Значи го променија името, станавме северно македонци за да влеземе во НАТО. Никакви придобивки, ја секој втор ден има дојави за бомби, побезбедни бевме надвор од НАТО отколку во НАТО. Така што тоа е лузерската политика на заевизмот, односно Заев си отиде, заевизмот остана преку Таче, и тука е веќе народот кој што треба да избере конечно не само помалото зло, туку еднаш да избере и добро. Меѓутоа на наредни избори ние веруваме дека ќе направиме значителен прогрес со двоцифрен број пратеници, каде што ние со двајца даваме ваков отпор, а не па со 12 или повеќе пратеници. Тоа би било вистински политички фајт внатре во собранието. Во што го темелите ова што го кажувате и овие очекувања? На дали импулсот не правите анкети или од да. меѓу граѓаните што се движите? На народ. Видите, ние сме држава која што има една од поригорозните услови за да формирате партија, и требаат 1000 потписи заверени на нотар. Целата операција трае многу долго, ви требаат пари околу 10-15 евра за да. Значи тоа го направи Груевски за да не му се формираат и да ги може да ги оценува помалите овие партии. И таму имате бизнис, они си прават бизнис. ВМРО им позајмува гласови, тоест подпишувачи на нивните коалициони партнери за да глумат некоја си коалициона способност. Истото го прави и СДС, и таму имате бизнис. И сега знаете дека од пред неколку години ние имаме државно финансирање на партиите. И сега имате ситуација кај што Гром, например, партија која што нема многу советници, има еден пратеник, не знаеме ни тој дали, зема повеќе пари од државата отколку ние со 20 пратеници и 50 советници. Значи тоа е буквално бизнис кој што тие си го прават, нати го дајме го со цел да симулираат некаков крупен фронт и слично. Тоа се коалиција од 25-24 партии и во едната и во другата коалиција, а во суштина ако гледате 25.000 партии по 1000 луѓе, тоа се 25.000 гласа од самиот старт. Еве само фамилијата да гласа за нив, пута 4, тоа се 100.000 гласа. И кога од 200.000 на СДС ќе ги одземете овие 100.000 гласа, тогаш СДС сама на сама со Левица, тогаш Левица е појака од СДС формално во гласови. И од тука е стравот нивни, од тука е фрустрацијата, и јас ги разбирам, меѓутоа нивниот пат и нивната посокизација е научно предвидлива во политиколошките науки, и тоа им се случува. Тоа е незапирлив процес без оглед што тие гребат со ногти сега и овие кампањи што ги прават сега овие. Така завршија, така мислам, ја финализира во саботата, да. Да. Значи тоа е класично како предизборна кампања, како утре да ќе има избори, па сега со химни ние ќе пееме. Добро, тоа и сите вака и се збори дека што СДСМ излегува на терен со такви кампањи, дека сигурно можеби ќе има некои предвремени избори на пролет. Вашите сознанија кои се? Вие исто се залагате за избори колку што е можно побрзо. Па немаме некои сознанија, нашите сознанија се дека тие, како што рече Али Ахмети, како до сега, ќе се исчипаат до крај, бидејќи со киднапирањето на овој Кастриот, тие си имаат мнозинство, какво такво. Се шпекулира дека, не знаејќи кај да лута, дека и Алијанса ќе влезе сега. Тоа веќе го гледаме во парламентот. Се прават некои преговори, меѓутоа нема ништо. Бидејќи до сега ние бевме координирани као опозиција, во смисла не им правевме кворум никогаш. ВМРО ДПМН е Левица и Алијанса, но сега Алијанса со незините 8 пратеници им прави кворум, и тоа е некаква, барем мене, меѓу редови читаме, дека дава сигнали Села и овој, како се Таравари, дека веројатно ќе влезат, меѓутоа тоа е погубно за нив. Тие ќе бидат прегазени на следни избори од ДУИ, и тоа е цената која ќе се ја платат затоа што не успеавме да кутнеме владата благодарение. Оној пат минатата година ова време беше баш овие денови пред Нова година.
Апасиев, рековме за предвремени избори дека не знаете, немате сознание, но како и да се и редовните ќе дојдат на 2024 година, па едно футуристичко прашање, размислувате да одите во некоја коалиција предизборна или ќе одите соло, па постизборна коалиција би можела да биде? Во својата програма политичка има ставено дека е за забрана на две нешта, тоа е забрана за предизборни коалицирање и забрана на моноетнички или чисто етнички партии. И овие два принципа ни се програмски и ние не отстапуваме од тоа. Значи левица оди сама на избори, а за после избори сите опции се отворени. Меѓутоа, како партија одиме сама, секогаш и на било да се предвремени или редовни, ние ќе одиме сами на избори. Уставните измени, тоа е нешто што мора да се помине, мислам, од политички аспект од страна на владеачките партии, ако Македонија сака да напредува кон Европската унија, баш на тој план и на тоа поле, кога се во прашање евроинтеграциите, вас премиерот во неколку наврати ве обвини дека сте политички пироман, дека левица е главната блокирачка сила која што стои на македонските евроинтеграции. Дали се доживувате за такви, бидејќи знаеме дека левица излегувала и велела дека сме против НАТО и сте објаснувале зошто е тоа така, меѓутоа секој сте велеле дека сте за Европската унија. Се гледа странско влијание кај премиерот и целата оваа кампања, дури вордингот е англосаксонски, значи те имаат најмено некоја PR агенција која што ја демонизира левица сите овие месеци наназад, меѓутоа што би очекувале од октруиран премиер со фризирана биографија кој никогаш не излегол на избори за разлика од левица. На ниту една листа на пратеници го нема премиерот како понуден на изборите, значи тој дојде буквално како еден политички анонимус кој што гледаме слики, се сликал со Груевски и слично. Именно тој представува висока класа на 1% најбогати. Баш сега пред да дојдам му го видов анкетниот лист. Тој има 3 стана, 2 коли, заштеди во банка 250.000, приходи од капитал 65.000 евро. Ова се суми за кои што јас со кој живеам од плата можам да сонувам само. Значи и сега аферава, видите парадокс, дека идат американци со некој тим за санкции, му се вади афера на премиерот дека сопругата му е акционер или што во бизнис за скапа за струја, кога струјата е најскапа у свет. Значи во секоја нормална држава после таква афера премиерот си поднесува оставка, меѓутоа ние не сме нормална држава. И сега еден таков премиер демонизира од другата страна неизвалкани дечки кои одат, си го бараат местото под сонцето и одат машки, фајтерски во политичкиот ринг. Но тоа говори дека СДС се многу уплашени од левица, затоа што ние целиме во прво полувреме да се соочиме директно против СДС, затоа што СДС е најголемата антимакедонска партија, научно докажано, поради која што националното ткиво на македонецот е... Но и велите циљате на лево од центарот сега, кој е... Значи, ние, да, во иста, бидејќи и тие и ние се представуваме дека сме деца на партизаните и на АСНО. Меѓутоа, ние тоа го правиме многу искрено и многу достоинствено, за разлика од нив, кои што спрема странците се сервилни, а спрема македонскиот народ се подценувачки, го подценуваат со типот на небањати, вакви, накви. Значи, тие се некоја си црвена буржуазија, која што ќе доживее дебакал на наредни избори и нема да се соземат после. Тоа е незапирлив процес, без оглед што Зечевиќ со сите овие негови задкулисни игри, бидејќи е искусен во политиката, тоа го прави и се обидува да ја спаси партијата, тоа е незапирлив процес кој е тргнат низбрдо надоле и СДС нема да се повратат веќе, бидејќи следниот судир нема да им биде со ДПМН, туку ќе им биде со нас, со левица. Добро, тоа го предвидувате. Дали не бевте на таа лидерска средба што се одржа во собранието за уставните измени? Рековте после тоа дека не одите затоа што вие сте го кажале јасно ставот, бидејќи нема да поддржите уставни измени. Но дали после овие напади, вие кога не го обвинивте, туку рековте дека се политички некоректни, дека премиерот сега се спушта во рамките на дневна политика, па како партиец реагира, дали може би побарал премиерот средба со вас? Не. Нема побарано, се гледаме во собрание вака некојаш на последно се видовме на пратенички прашања, меѓутоа вака немаме контакти. Околу уставните измени, Апасиев, како мислите дека ќе поминате ве? Не, нема да има уставни измени.
Можеби да го бидејќи владеачкото мнозинство вели дека располагаат, дека секојаш има еден кружок проевропски ориентирани од опозицијата. Балкански методи да ги затворат во хотел, колку им фалат, 7-8 сега им фалат, не знам. Меѓутоа ти имаат и внатре проблеми, има еден од СДС кој нема да гласа, Павле Трајанов нема да гласа. Овие албански национал-шовинисти ќе постават нереални услови за албанскиот јазик, за федерализација, така што нема да дојде до уставни измени, или ако дојде ќе биде така гангстерски методи. Ние мислите дека повторно би поминали иако има препораки од странците? Сега за разлика од преспански и притисокот е помал. Меѓутоа тоа е она што од готово вересие го направи СДС. Тоа е како јас да дадам вашата куќа под хипотека, кој сум јас која не сум сопственик. Така и они ветија дека ќе има измени, меѓутоа немаат гласови. Така тоа е обврска што си ја превзеле дека ќе го направат тоа. Иако имаше и представници од меѓународната заедница кои велеа дека и да има дури уставни измени, никој не може да гарантира дека утре други ден Бугарија нема да се појави. Сега имаше една германска анализа дека со ова темпо ние 2100 и некоја можеби да станеме членка на Европска унија, тоа значи дека нашата генерација нема да дочека и ние треба да се помириме со тој факт, да се бараме чарето, да си бараме живот, бидејќи светот станува мултиполарен, светот не е само евроцентричен, за разлика од фундаменталистите на Маричич и Сорос и компанија кои што тоа сакаат да ни го наметнат, дека ние сме неспособни за држава и слично. Не, македонскиот народ, особено работничката класа која ја основала државата. Сега лобирате на Евразиска унија, бидејќи има и унија и други од презнак. Пред се ние како мала држава мора да градиме стратешко партнерство со сите големи сили, во моментов тоа се 3. Тоа се САД, Русија и Кина. Без нив црнови се пишува. Значи, еден вид на Титова политика. Значи, да играте со сите, а истовремено да бидете на еквидистанца од сите. Значи, тоа е мудра политика, а не ваква вазална политика. Но дали ќе ви дозволат да играте? Ако играте со едните, дали да играте и со другите? Па нема кој да ви дозволи. Народот гласа, не гласаат амбасадорите, ме разбирате. Значи, оваа вазална елита на СДС која што ја фура оваа политика е токму тоа, вазална, нив им се прогледува за сите криминали со цел да го држат народот буквално со свитка на кичма. И тоа е нивниот политички мејнстрим кој што го водат, меѓутоа народот природно си бара друга опција, токму поради тоа што не е застапен. Значи интересите на народот не се застапени во парламентот. Но што со ова, пак ќе се навратам на оваа анкета од Меѓународниот републикански институт, вели ја мери поддршката на јавноста во Европската унија и таа изнесува 74%, што е паднала од минатата година. Па добро, пак е голем. Има и пад, меѓутоа пак е висок процент. И покрај се тоа што се случува со Бугарија, со нивните негирања на она што е се Македонија и така. Така, па и левица е про-ЕУ партија, меѓутоа дебатите, сега ние пред месец дена имавме нашиот портпарол беше во Брисел, дебатите кои се водат внатре во ЕУ се многу пожолчни отколку ние што мислиме, не таму се унисоно, како вие да ги гледате ќе се речете па овие се анти-ЕУ, ме сваѓате. Значи дебатите за реформа на ЕУ, за скршнување лево или десно, за зелени агенди и така натаму, тоа се жолчни дебати кои се водат во Европарламентот. Не се тоа слепо као Маричич идолопоклонство кон златното теле Европска унија и толку. Не, значи и таму има Европската унија значи обврскени, значи само придобивки, да. Од друга страна политиките кои ги води СДС и ДУИ се суштински антиевропски. Значи гледате се што фати и сушија. Значи буквално, значи бизнис со струја, ние сме држава со 4 кризни состојби, ова ни било ни ќе биде. Значи 4 кризни состојби во исто време имаме енергетска криза, финансиска, здравствена, каква и не криза. Ние живееме во криза од кога дојдоа овие на власт. Значи сите политики им се антиевропски и сега они обвинуваат други за антиевропско. Не спасува нас ортодоксијата, тоа што вие зборувате, туку ортопраксијата, што вие правите, да. Така, да. Значи тоа што го правате антиевропско во срж. Било кој сектор фатете го. Сакате енергетика, ги уништуваат јавните производствени капацитети, како рек Битола, за да можат да се увезуваат струја, кај што имаат маржа од 10%. Фатете здравство, го уништуваат јавното за да ќарат 3 приватни болници милионски суми.
Па не убедуваа дека не можат за ковид, кој текнува. Наша беше идејата да ги ограничиме цените за лекување. Филипче не убедуваше дека тоа не е можно, слободен пазар, за да по 2 недели они го предложат истиот закон. Сакам да ви кажам дека нивните политики се суштински антиевропски, меѓутоа тие се толерирани како вазали, затоа што го држат народот со ситка на кичма, затоа што политичар кој го цени духот на народот нема да води такви политики сервилни. И затоа на странците им одговараат вакви, тие не можат да најдат кога доаѓаат странци, знаеме дека ова зачестено доаѓање и на високи представници од Европската унија и на нели од понискиот ешалон бараат средби со парламентарните партии, дали со вас бараат средби, што ви велат на тие состаноци? Ние имаме еден принцип, ние сме во суштина принципиелно и не може да сватат луѓето дека има некој кој стварно принципиелно води политика. Значи ние имаме принцип дека не одиме по амбасади. Секој кој ни побарал прием сме го примиле. Без оглед дали е руски, дали е американски, дали е британски, дали е француски, ние го примаме како домакини, а не како гости, бидејќи ние сме домакини во оваа држава и по принцип на дипломатско право, вие сте рамноправни без оглед какава е вашата држава. Секој кој побарал прием со пратениците на левица е примен соодветно по протокол во собрание. Значи побарале француски, хрватски, имаме средби со ОПСЕ, сега во Брисел, рускиот амбасадор, американскиот не побарал, не сме го примили. Ако побара, ќе го примиме и не. Да, добро што туку е дојде на амбасадорката, па може би овакво е веса со германскиот председател, имавте ли средби политичките партии зборувам, доброто имаше обраќање во седницата, така. Седница со напишан говор, така. Бевте на седницата, мислам. Бевме на седницата, ама не му станавме како на Урсула кога и ставивме транспарент. Меѓутоа напишан говор патетичен. Добро, не беше ни толку бучна, мислам, таа немаше чукање. Поима нема германскиот председател никој е Блаже Коневски, никој е Пире, и тоа некој од амбасада му го напишал, си го исчита човекот, си ја одработи агендата, си отиде толку. Добро, но сепак беше убаво вака да се слушне, мислам барем за јавноста и тоа. Убаво е затоа што ние се научивме со Заев и со Таче се научивме цело време на понижување и сега ни е убаво за некои нормални работи кои не се случуваат. Тоа значи дека многу ни се паднати критериумите, ни е уништија самодовербата како народ и националното достоинство ни го срозија комплетно и сега ние за обични работи се радуваме. Рековме за иницијативата за референдум, еве вие што туку пред емисијата ме известивте дека таа не била прифатена. Да. Ние направивме. Но некако не доби тоа јавност, или вие не бевте толку јавни или до сега од 91 имало околу 12 иницијативи за референдум, само на Христијан Мицкоски претходната и оваа мојата, бидејќи како физички лица ние поднесуваме, не како партии, не се дојдени до пленум, до пленарна расправа. Сите други се поминати преку законодавна правна комисија и другата комисија која што е за политички систем, политички систем. Така налага деловникот и така е правено. Сега намерно тоа не е направено. Предпоставувам дека е затоа што тие се плашат од мобилизацијата која може да има тоа антибугарско антифашистичкиот дух на македонскиот народ се уште не е комплетно уништен и тие се плашат од таа мобилизација и затоа не ни дозволуваат да дојде до собирање на тие потписи, што не значи дека ќе дојде до референдум. И затоа по цена на кривични дела, по цена на кривични дела тие се обидуваат да сопрат иницијативата. Водиме 7-8 спора, ние му поднесовме на Џафери преку антидискриминаторска омбудсман, управен суд, така да водиме спорови за тоа. Во меѓувреме, бидејќи сме двајца, пикираме закони кои би ги блокирале. Еден блокиравме овој за корупција на медиумите што се обидува. Тоа што го бара нели 5 телевизии. Да, тој со 6-7 милиона евра. Сега пикираме уште 2-3 закони до нова година да блокираме и соодветно на нашите проценки ние ќе блокираме се што мислиме дека е штетно и тоа само ја зголемува тензијата, а Џафери за ова ќе понесе правна одговорност кога тогаш. Значи овие се дела кои, значи спречување избори и гласање е повеќе годишна затворска казна. Тоа не е мачки на кашлица да мислите. И сите кога се на власт се многу мокни. Тие не сваќаат дека во доменот на политиката има нешто што се вика јавно право. Значи нешто е право, не се политика. И кога играте вие противправно, ќе носите и не само политичка, туку и правна одговорност и ние тоа не им го забораваме.
Гледам дека со Колкаважет зборувате за правото, иако нели владењето на правото е на многу право, така, на многу ниски гранки, како и да ја сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме со интервјуто. Реклами. За Димитар Апасиев. Апасиев, еве, беше американски тим во контекст на таа наша борба за организиран криминал, против организираниот криминал и корупцијата, за кој што добиваме многу лоши оценки од целата меѓународна јавност. Мислам дека сега многу директно, јасно и отворено, како никогаш претходно, се најавуваат некакви санкции од Соединетите американски држави. Тимот за санкции бил тука. Дали очекувате проширување на таа црна листа и кој евентуално би се нашол на истата? Не знам, јас не очекувам ништо од американците, бидејќи нивните инсталации овдека се најкриминогени. Значи не заборавајте, Дуј не е партија, тоа е мафија, тоа се кланови кои што си од шверц сето кримчарење оди преку нив. Го имате СДС кој што функционира како парадржава, значи се е окупирано од нив и сега вие при парадоксално, истиот ден кога беа тие тим за санкции, е аферата на премиерот за сопругата, која е класична корупција, висока корупција. Тоа е фасада, значи тоа е еден циркус максимус од кој што нема ништо да испадне. Тоа се домашни работи и ние не дознавме дали американците дошле по наше барање или сами дошле, бејќи и во едниот и во другиот случај е поразително. Ако дошле по наше барање... Министерот за надворешни работи тогаш кога велеа нели доаѓаат овде, кажа во една прилика дека он ги поканил, па после имаше сите други демантира дека не е на нивна покана. А и да не е на нивна покана, тоа значи дека сме веќе и формално, правно полупротекторат, Значи, тоа значи дека немаме никаков капацитет за оние кои ја креираат корупцијата не можат да ја решат. Корупцијата ќе ја решат нови дечки, нова генерација политичари, кога ќе дојдат со империум, значи со власт. Корупција не се решава од опозиција. Не можете вие да немате инструмент на кривичен прогон. Тоа ви треба, значи неподмитлив обвинител и неподмитливи судии. Тоа ви треба за да решите корупција. Не е тоа научна фантастика. Не е се проблеми во закони, во вакво. Или пак во имплементирање, затоа веламе 4% е довербата. Тој закон некој за потекло на имот. Да, и јас на крај го дадов од Југославија закон што сме го имале, еве го на таа претседателката која дое во собрание. Бидејќи многу се крстат на тој закон за потекло на имот, иако има и други механизми за нема механизми. Сите пријави од антикорупцијска само 4 се процесирани и тоа се за ниска корупција, некои вакви ситна боранија, овие високиве сите се прават слепи дека не ги гледаат. Така што од овие тим за санкции тоа е само мачкање очи, не очекувате ништо. Тоа е домашна задача која што може да реши домашна политичка гарнитура која што е неподмитлива. И тоа не е филозофија, тоа треба кадровачка политика. Еден човек прав на право место да ја реши, како што беше она во Романија обвинителката и слично. Да, Ковеси, Ковеси, која што е сега во Брисел практично и така. Што мислите, еве,
околу пак тој дел судството 4% јавност има доверба во него според оваа анкета, пад за 4% единици. Меѓутоа еве оваа недела апелациониот суд нели на повторно судење го врати случајот за Таргет Тврдина, мислам дека беше за прислушувањето. Тоа е договорот. Дали гледате бидејќи се повеќе во јавноста и граѓаните велат дека има некаков дил дефинитивно, претходно нели апелација оној друг случај за Трезор нели го врати за набавката на опремата за прислушување, поврзани нели со Мијалков, кој што на времето беше посочен како најозлогласената личност, се вадеа еве докази вакви, такви, онакви. Меѓутоа, што се случува во судството, малку се збунети, јавноста е збунета што се случува. Сега и се повеќе препознаваат дил некаков. Апсолутно. Еве зашто би бил дил? Дилот е за 8 пратеници кои што се однесени. Сега повторно ќе треба или за тие? Не, за тие што беа. Ова е цената која се плаќа. Значи Мијалков учествуваше во промената на името. И сега цената е таа. И тоа е тоа. Ние сме публика. Нас никој не напрашува. Ние гледаме само што е договорот. Овие судии од тефтерчињава се извршители. Судија кој се нафатил да биде биран од тефтерче, ќе биде сервилен спрема секоја власт, не само спрема таа што го избрала. И ова ВМРО-вци мислеа дека цел живот ќе судат тие за нив. Не, тие први им свртеа грб и сега нив ги судат, не сваќаат. Меѓутоа ова е веќе дил на ниво на повисоки инстанци, каде што е ветено за овие 8 да гласаат за уставни измени, ти ќе си бидеш слободен, ти ќе си бидеш во Будимпешта. Тоа е видливо. Велите за овие уставни измени сега не се толку загреани инстанци, мислите дека нема да влегуваат во некој нов дил, па ќе не чекат некој нов дил во иднина. Таму беше американска булдожер дипломатија, тука е оставено на европска, а Европа е раштиман оркестар, така да нема такви притисоци како за тогаш. И затоа ВМРО ДПМН сега треба да опстои на тоа што кажа, да не ретерира, бидејќи нема реално такви притисоци како тогаш. Така да, мислам дека нема да има нешто. Нешто спектакуларно, тој како што гледавме за преспанскиот договор. Ништо, секи му застари, како што си се договорени на калето, така ќе си биде. Никој нема да оди во затвор, дуи ќе си бидат заштитени, како до сега, што ви рекол Али Ахмет. Што вели исто све ќе си продолжи како до сега што си течеше. Апасиев, тогаш кога вас премиерот ве обвинуваше или ве посочи, не тоа обвинување, меѓутоа посочување дека ги кочите евроинтеграциите на земјава, не знам дека сте политички пироман и дека го држите во заложништво Мицковски. Добро. Во која смисла го држите во заложништво и дали го држите и што значи тоа? Го држам брзан за парното. Да, затоа така беше, го држите Мицковски во заложништво, да. Не знам, да. Тоа чудно ми, тоа беше соопштение кое преку 2 недели истото соопштение идеше на сите медиуми. Ја не знам ни каква уредувачка политика имаат медиумите, исто соопштение да ви го верглаат од партиски штаб и вие да го пуштате, мислам. Добро, не го пуштаат сите. Еве, ја кога што гледав, беше на тај МК прво со недели. Добро, го пуштаат, да, го пуштаат. Меѓутоа, тоа е таа Гебелсова пропаганда, која што преку тие странски пиар агенции за демонизација на левица, значи комплетно демонизирање, за да утре што и да се случи, сиот гнев на народот го префрлат на нас. Меѓутоа, ние не им се плашиме воопшто, народот не е слеп, гледа кој се бори за идеали, за правда и слично, ако е обичен дезертер. И тоа нив ги фрустрира и мислам дека тие ќе продолжат се пожестоко и пожестоко. Ние имавме од Мечкин камен наваму, значи од август 3-4 инциденти, физички инциденти, каде што структури на параполициски структури на СДС дојдеа во судир со наши структури, левица. Имаме и спорови за тоа во обвинителство, така што како идат изборите, како тоне бродот на СДС, тие ќе бидат се пожестоки кон левица. Зашто се тие спорови? Па тоа се за некои полицајци од Битола кои што малтретираа наши активисти на Мечкин камен во цивилка, надвор од работно време, па сега да водиме кривични спорови. Исто имавме инциденти. Ама велите параполиција, вие во еден исто јавен настап, друг на друга телевизија, ја рековте дека знаете дека сте и прислушувани, дека сте иследени. Да. Ова е во тој корпус на наслушување? Тоа беше после протестите, некаде после 7 јули, ние сме ставени под пи мерки со физичко следење, имаме и снимки како ми седат пред зграда. Значи, тоа се недозволиви методи во една демократска држава. Вие видите во Грција се отвори афера за
опозиционерот вака четврта политичка партија, па за малце ќе паднеше владата, 3 оставки си дадоа у безбедносни структури, меѓутоа кај нас е како нормално да го злоупотребуваат. Добро, сте го пријавиле тоа во обвинителство, велите се води и случај, така? Не, тоа беше за физички инцидент. Значи, ние сме секојдневно под репресија на власта, меѓутоа ние не се жалиме. Тоа што не се жалиме. Дали сте се пожалиле некаде, дали можеби сте решили да го процесуирате? Некои постапки се процесуирани, каде што сметаме дека има кейс, меѓутоа некои се запишани во нашиот црвен тефтер и таму си стоят. Значи тефтер има и кај вас, така независно дали има бел, црн, така имаше вадеа некои па судиски тефтери, ова значи има тефтер и тоа квалитетно пополнет и тоа не им го забораваме. Црвен е велите вашиот, зошто црвен? Пошто е идеолошки лев, да. Така, добро. Добро, Бранимир Јовановиќ, која сме веќе кај идеолошкото, вашиот поранешен бивш сопартиец, значи ве обвини дека сте гол популист од типот на Албин Курти, не знам, на Лепен во Франција или на италијанската премиерка. И вика нема ништо Димитар Апасиев од левица, туку е крајно десен. И треба десница да се вика како го доживевте тие напади или карактеристики. Тоа доаѓа од човек кој ја шитна левица за да биде советник на министер од СДС. И се е кажано за неговиот кредибилитет. Значи, Бранимир Јовановиќ беше за ние да одиме во коалиција со СДС и после тоа тој си стана советник и си се продаде сега некаде си работи во Виена, во некој институт. Да. Нема врска. Тие луѓе не сваќаат дека основските идеали на македонскиот народ се националното и класното прашање се испреплетени и не можете да ги одделите. Тие сакаат да ги одделиме, не можеме да ги одделиме затоа што тоа е како да направите кајгана и да ми речете одделете жолчката од белката. Не е возможно тоа. Значи, нашиот автентичен македонско левичарење е во суштина национално. Значи, партизани не може без национално. Не може без националното и ние тој наратив како левица го тераме и тие не можеа да сватат, тие мислат дека тоа е национализам, апсолутно не е национализам. Вие споредете ги национализмите балкански сега, ќе видите дека македонскиот национализам е најслаб. На што се сведува? Се сведува на некој сиромашен дедо со знаме од Виргина, на толку. Во ситуација кога имате разјарен велико бугарски фашизам со отварање на клубови преку тајни служби и велико албански национал шовинизам преку сецесионизам на Западна Македонија. Сега вие во такви, едното спонзорирано од бугарска тајна служба, другото спонзорирано од црни пари од Косово, вие викате, не, овие национализми не ги гледаме ние, само македонскиот ќе го гледа. Невозможно е тоа. И тука беше всушност и идеолошкиот судир помеѓу моето крило практично и фракциите на Бранимир и на Здравко Савески. Невозможноста да го сватат дека националното и класното прашање во наши прилики се испреплетени. Дали жалите ве што дојде до пресек на вашите комуникации? Да бев со овој памет многу порано ќе ги избркавме од партија. Значи, од кога ние завршивме со нив партијата како да се ослободи од некој тек и лет на нагоре. Значи, тоа значи дека нашата визија на луѓето кои се сега во президиум се покажало како оправдана во дадените историски прилики. И во предпоставувам актуелната констелација на случувањата, так, нели, во и околу земјава. Што со руските врски? Ви ги припишуваат дека левица е практично руска инсталација овде, дека руски пари стојат за вашето функционирање? Веројатно тоа што имам учено руски јазик, еднаш тоа ми го извадија дека ми било греф, и тоа што имам 2 пати на студиски престои во Русија и во Москва и во Петербург отидено, веројатно тоа го вадат. Јас од Русија имам само една членска карта во Государствена библиотека, толку. Сега последно, видите го апсурдот за овој министер наш за надворешни, вика тие беа во Москва, тој не сваќа, ние комуницираме со идеолошки сродни партии. Тоа се Комунистичка партија на Кина, каде што не канат на настани, и Комунистичка партија на Русија, каде што исто така не канат на настани. Како што имаат СДС сестрински партии, не знам со ово и со оно, ние така си имаме идеолошки блиски партии. И сега, Комунистичката партија во Русија, која не покани на настан, каде што отидоа двајца наши делегати, е опозициона партија во Русија. Таа е против Путин. Против Путин, да. Да. И они тоа ни го земаат за зло и викаат вие сте путиновци. Тоа е толку разбираат, не знам што да кажам.
И не ни мислам не, да се дали да ви се пречи, да браниме. речеме, еве што Па не ни пречи, тоа е дел од нивниот наратив. Они тој филм го фураат бидејќи немаат ништо што да ни извадат. Ние не сме корумпирани да ни вадат афери. Не сме на власт исто така да ни вадат афери и сега да што ќе се фатат. Дали им пречи еве тоа? на граѓаните што доаѓаат, што ве симпатишат или се зачленуваат во партијата, ве поддржуваат бидејќи еве бројките го кажуваат тоа дека растете. Тие мислат дека мислат дека ни прават штета, а во суштина левица го артикулира она што народот го мисли. Во ситуација кога народот е проруски расположен, левица тоа го кажува и тие викаат, вие сте проруски. Не, народот е проруски, не е левица проруска, ме разбирате. Значи, зборуваме за овој глобален судир на колективниот запад и апропо судирот во Украина и на Русија како една од светските сили. Ни останува уште многу малку време. Денеска почна дебатата за буџетот. За левица буџетот е инфлацијата и задолжувањата се основни обележја, велите, на предлог буџетот за 2023 и граѓаните се ги дозакопува во должничко робство. Апсолутно. Значи, вложивте, мислам дека и амандмани, не знам дали дел се прифатија. Буџетот е најголем до сега. Тие кога дојдоа на власт беше 3 милиарди, сега е 5 милиарди, 5,5 милиарди скоро. Значи немало оволкав буџет. Меѓутоа буџетот е за задржување на ова статус кво. Не е никаков развоен. Значи една права социјалдемократска партија се плаши да воведе прогресивен данок. Не постои држава во Европа која нема прогресивен данок. Се плаши да воведе данок на луксус, се плаши да воведе данок на богатство, се плаши да воведе данок за експлоатација, данок на наследство. Сите тие се прогресивни, кои што можат да земат од богатите и да им дадат на сиромашните, меѓутоа тие тоа не го прават. Напротив, богатите стануваат се побогати со овој буџет, сиромашните ќе стануваат се посиромашни. Се додека СДС е на власт, за жал тоа ќе не се случи. Не ви помина ни оние измени што ги предложивте за банките, за оние делоскриени трошоци што ги викаме. Таму имате 32 милиона евра кои две банки ги земаат за основ на плаќање на се и се што. Добар ден да речете во манипулативни банка. трошоци или како веќе ги нарекуваат. Само што ова, Димитар, околу овие регистрацијата на овие здруженија, вие велите дека се фашистички бугарските здруженија овде во Охрид и во Битола и кривична пријава која влезе во процедура, велите не застанувате тука, мислам не застанувате кога се во прашање правните механизми алатки, а ќе чекате до февруар, мислам дека беше рокот кога ќе треба они да сменат нешто па дури во статутот и имат и предуставен суд. Што понатаму со овие здруженија се повеќе заликува дека се нели за провокација. Да, овие здруженија се провокација, треба да се забранат. Тие се финансирани од бугарски тајни служби со цел да, како пропагандите во 19-20 век кога биле за време на балкански војни, истото. За жал тоа го направи СДС. Со кусогледната политика ги врати овие повампирени национализми на соседите да се инфилтрираат кај нас и буквално со пари да си купуваат бугарска национална така, наместо тој договор нели да биде за добрососедство, за пријателство, за поголема соработка, некако уште поголем јас направи на заев и за жал цената ја плаќаме ние како нација. Димитар, дојдовме до крајот на емисијата. Благодарам што бевте дел од ова издание на Аргумент Плюс и благодарност до гледачите за вниманието со кое не следеа и до некоја следна прилика. Довидување. Довидување и вама, Пасиев.